медицината и во областта на техниката и каде не. Заради таквиот однос, но ние не сме предпоставljeni. Сега, ево еден пример, господин Саши. Пред некаде 13 години заборев. Одев каде лекар, за кога што сметав дека е голем специјалист. 2-3 месеца ме возеше делево десно, те во едно отделение, те во друго отделение, на крајот ќе се случеше најстрашно да прирам погрешно за погрешен орган. Стреќа најдов на друг лекар, кој читајќи ги анализите на крвните испитувања, констатира точно, даде точна дијагноза што ми е. Се спаси од операција. Ево се до 13 години, често пати и преку телефон ки ми препорача што да земам. Кај него јас не одам. Одам можда на годишно едничка или 2 пати. Знам дека и други мои сограѓани поретко одат ке докторот. Заради тоа што се со правилна дијагноза, точно значи излечени и под контрола и дури преку телефон се консултира што понатака. И значи ли дека овој врвен специјалист кој што на ваков начин даде точна дијагноза, кој нема, навистина нема квантитет можда, али има квалитет. И заради тоа што има квалитет, квалитетот да отурниме по ценка, по штикла, а да оцениме она кај оне првиот лекар, каде што како врвуници влегве и излегве и преку лева и преку десна врата, а даваше погрешни дијагнози. И значи тој ќе има поучинок повеќе. Ќе добие поголема плата, не? Заради тоа сум на страната на лекарите и сметам дека министрот кога некогаш наистава оваа емисија го дигнав до небо, сега треба да се преиспита. Да го тргни фережот и заводот пред очи, да не се подсмева под завод. Да ја гледа, да ја види правата суштина на проблемот и проблемот да го решава. И немојте да кажувате Саше тоа дека 90% од пациентите се против лекарите. Сметам дека тоа е надуена работа од некаде од 48-та година, така се гледаше. Ако некој се побунеше, ти зад тебе стои ете си кој, или ако еден речеше, ти преку тоа сакаше да кажеш ете тоа, па ево имате во црниот список, ево имате тендраците и што уште не. Такви работи сметам дека треба да се надминат. Благодарам што се слушате. Благодарам на наистина многу излагање на слушател. Те замисли. Да. Интересно излагање, морам да кажам, добар пример токму на Саша му дадем. Имам уште еден слушател, ајде повелете. Дали се слушаме? Здраво живо. Здраво живо, повелете. Тале сега оде. Поздрав до Саша. Не треба тај. Саша те бараш. Да кажам дека пред се со Саша, значи се согласувам дека не може да земи плата некој кој што од социјализмот е научен ниша еврата земе плата и тоа што го научил и дали научил нешто додека се образувал, може имал Војко Владикова така зел диплома и сега ќе оперира луѓе или па ќе лекува луѓе, па му умираат пациенти на операција, не може да земи иста плата со оној што цел свој работен стаж се дообразува, информира нови техники на операции, нови лекарства. Не може да бидат исто платени тие луѓе. А за овој доктор што викате дека бил значи најдобар, а сега отишол во приватна болница, сигурно отишол за повисока плата. Тој не бега од систем во кој би бил поплатен во однос на тој што е паразит до него или околу него. Избегал во приватна болница за дупло или 5-6 пати повисока плата. За тоа заминал. Друга работа да ви спомнам. На Јофе и тебе како водител. Дали памтите кога таа девојка за новокалендарска нова година на площад во Скопје доби зрно куршум во себе си кога и почина, да. Нали кога Бреговиќ ја пееше Калашников недела дена пред Божик, во пите, значи Божик тука се јадеше масовно
скара месо, а крстот наводно беше во темница. Значи немавме пари за крстот во темница, а имавме пари за Калашников. Искари, па таа девојка, значи, а некој поточно мотивиран, таа преубава песна едукативна, испука некој Калашников, па ја поводи девојката. Таа девојка беше жива, со, значи, мала рана, значи, во себе си. Тие доктори тогашни не знаеа што е како е, и додека мајката викала и се лошила и поврајчела, како ја вика девојката, Бог да ја прости, тие некои таму доктори или сестри сапунски серии си гледале. И така девојката почина. Сигурно можеше да... Таа почина по 2-3 дена. Значи не наеднаш, пошто тоа зрно во себе си што го примила, почнува да го труја организмот и по 2 дена, 3 таа почина. Значи тие доктори мислеле на сапунски серии на новогодишни празнувања. Сега, како да ги ставиме во исти кош и со иста плата, некој кој пациентот им умира пациентот, и некој кој секојдневно виси на својот пациент. Велам, секој ден следи литература преку интернет, нови операции, нови методи, значи е заангажиран, живее за својот пациент. Како може да ги ставиме во исти кош и да земат ист плата? Ама моделот не го вика тоа, моделот не вика квалитет, моделот вика квантитет. Не. Зборуваме за квалитет. Уво ти кажа Сашо, дека од 100 пациенти денеска, мислам, во еден месец ако дошле на прегледи, едниот доктор, значи 90 ги прегледува со внимание, со грижа, со се, другиот 10 души. Нише врата земе плати. Сега ама вие и тие ставате примери за квантитет, не за квалитет. Друго да кажам нешто. Ние сега не го знаеме моделот. Можно да има и такво нешто во моделот. Па затоа викам треба министерот да седне со луѓето да направат муабет. Па не се договорија и се 3 недели штрекуваат, ги игнорира човеков. Како може да ги игнорира? Значи министерот преговараше со нив, но тие ако барат да си остане исто, да имаат и повисоки плати, исти со заангажираниот лекар, не може така бити. Тоа не се преговори. Нек не го слушав докторка Оливера Трајковска, кој кажа дека во Америка е исто плаќање по учинок. Америка која вика милиарди годишно дава за здравствен систем, а имала околу 100.000 починати на операција. И Америка пресече вика на исти начин вака, како кај нас овдека, да, оне кој е заангажиран доктор и го цени пациентот како живо битие, да земи повисока плата, а оне кој не е заинтересиран, нека земи нешто помала плата. Тоа е логички. Само ќе додадам тука. Тоа е за ум. Јас би сакал да додадам, ако гледаме здравството да го направиме како во Америка, Господ нека ни е на помош. Оти така што викаш дека Америка има најсовршено здравство во цел свет. Друго да кажам нешто. Не, ја реков само Господ нека ни е на помош ако ние сакаме да имаме здравство како Америка. Дека нема да успееме. Дека нема да можеме да се дозволиме. Тука беше поистоветено дека исти се ВМРО и ДУИ. ВМРО на прославата како наша македонска партија на власт за 20 години независна Македонија направи логичка нормална прослава каде нашиот премиер или Иванов другите не кажа дека Тирана е во голема Македонија, додека Бериша и овие другите овдека и овој нивниот на ИВЗ искажаја фашистички намери дека сите албанци од цел Балкан во една држава. Тоа никогаш. Тале, знамето што се разви на площад, што имаше на него? Молам? Знамето што се разви по повод 20 години на площад, што имаше на знамето? Мислам, ако утре некој развија знаме на цела денешна Македонија, Република Македонија слободна и ги стави Тетово Гостивар во таа карта, а утре некој Не, јас зборам за картата кај што беше ставена Егејска и Пиринска. Да, Сашо. Са види, да те прашам јас. То не е исто. Мој одговор. Значи, ако утре некој му текне како што поделија Македонија през 100 години, така и сегашна Македонија да ја подели и да биде Тетово Гостивар таму, не знам, половина Скопје во таа некоја си или Рида таму. И утре јас на прослава на некоја си на македонски празник, ако искажам знаме од оваа Република Македонија која е цело Скопје, Тетово Гостивар Дебар, и тогаш јас правам греф. Не правам греф. Твоето прашање е многу интересно. Ти твојата вистина ја дигаш над нивната вистина. Ти мислиш дека Македонија има право да биде кај што ти мислиш дека има, ама им го одземаш правото они да мислат кај што треба да биде нивната Албанија, така да. Јас го респектирам албанскиот народ.
но тој албански народ во мојата држава има максимални права, а додека на наши македонци да учат на приватно македонски јазик, специјалци им пратија агенти. Значи само во Мала Прес имат некои права како македонци, во другите делови на цела Албанија не се да се каже на попис има закани по 1000 евра ако се каже македонец. И како може да ги стави? Сега може да прашам тебе нешто сега, Стале. Вака сега, значи ние имаме ВМРО има сега власт. Има председател, има премиер, има министри. Зошто тие не ги искористат својата моќ да влијаат, па дури да преговараат тука дома со ДУИ и СДП, да им кажат слушај, ако вие ни помогнете како албанци во Албанија, нашите да имат повеќе права, ние тука ќе ви дадеме повеќе права, зашто не го искористат, него не се договараат за тендерчиња, за други некои работи. Мислам дека тоа е многу пати кажано, но се знае дека ова албанска политика, гледаме Харидинај им го ослободија, албанците како сложен народ, значи така малце попатријахален, сложен народ, значи за се истежно поданички настроен кон нивните водачи и такви се погодни за западниве земји, имаат голема поддршка од запад. И нема шанси ти Албанија да направи нешто цивилизирано, па и Грција кога има поддршка од запад во тие нивни фашизоидни намери. Друга работа да кажам дека не може да ги ставите во иsti кош нашиот архиепископ Дедо Стефан и исламскиот таму поглавар. Зошто? Тој искажа иста парола. Сите албанци во една држава, а Дедо Стефан реагираше зошто? Оти во Сарај пред таа ден врз црквата се постигна. Колку цркви наши македонски во независна Македонија, во Западна Македонија се секој ден мета врз од вандали и муџахедини. А џамијата во Битола гореше? Молам? Џамијата во Битола гореше ли? Џамијата гореше во 2001 пред да... А ти зашто не го спомна тоа? Не види. Ти не ставај... Ти џамиите кога горат не ги гледаш, ти некако не ти се приметуваш. Џамијата гореше во 2001. Сега џамии не горат, а цркви наши македонски се осквернуваат со... Имаме... Мора да пуштиме реклами, иначе... Ако сакаш јавени се пак после во вториот получас. Да продолжиме. Саше, фала ти што спомна, да, имаме реклами.